Топ тема, добро вечер. За еден месец, 3 нови договори и еден камен темелник на нова фабрика во индустријските зони. Статистички, пораст на извозот и бројот на вработените, но и на барем она во дел од јавноста што се сметаше за најболна точка, пораст на платите поголем од просечниот во државата. Во регионот е се поголема битката за привлекување на странски инвеститори, па во услови кога и власта и стопанството заговараат дури и увоз на работници. Кои се компаративните предности на Македонија? Иако условите се изедначени, зошто македонските компании ги нема во зоните? Не само како големи инвеститори, туку можеби и многу повеќе како партнери на постојните странски. Ова се само дел од прашањата на кој вечерва во топ тема. Одговори бараме од директорот на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони, или скратено ТИРС, Јован Деспотовски. Останете на тема, почнуваме веднаш по рекламите. Многу теми навестени во најавите. Официјално добро вечер за Јован Деспотовски, директор на ТИРС. Добро вечер. Благодарам на поканата. Деспотовски рекол веќе за еден месец 3 нови договори и еден камен темелник на нова фабрика во индустријските зони и една последна промо-инвестицијска турнеја на 2 форуми во Белгија. И кога ќе слушнеме делот од презентациите дека како држава, еве цитирам, нудиме предвидлива деловна клима, пристап до квалитетна инфраструктура и ефикасни јавни услуги, а се возиме по македонските патишта или се подпираме на шалтерите на државната администрација секојдневно, се прашуваме, па зборуваме ли ние за иста држава? Апсолутно да. Зборуваме за истата држава, меѓутоа имаме два различни очигледно концепти на работење, на функционирање кои што постојат во јавниот сектор. И јас би сакал овој концепт на работа, на ефикасност и фокусираност на резултати, кој што го развиваме и го практикуваме, да се преслика и понатаму. Целта ни е токму и низ вакви, да кажеме, емисии, да можеме сето тоа да го презентираме и да граѓаните, пошироката јавност, да знае дека сето она кое што постои, да кажеме, во еден ограничен, за жал, сегмент од работењето, може да постои во држава како Македонија и може да биде лесно пресликано секаде и заедно со граѓаните и со останатиот дел од критичката јавност да направиме заеднички притисок и останатите сегменти од јавниот сектор да може да функционираат вака, бидејќи нема причина зашто не функционира. Што е она што функционира во ТИРС, односно во привлекувањето на странските инвеститори, ако и во последниот ревизорски извештај кој што датира од октомври лани 2022 година, можеме да прочитаме дека тоа е еден сложен систем во кој што се вклучени неколку институции, а во последниот извештај на Европската комисија пак пишува дека честите промени на регулаторната рамка, сложените административни постапки, отсуство на правила на парафискални давачки, неравномерно извршување на деловните регулативи и неусогласеноста на вештините на пазарот на трудот остануваат главни пречки за водењето бизнис меѓу државата. Значи, настојуваме сето она што е нотирано и што знаеме дека е реално. Значи, во сегментот на постоење на сложена институционална рамка, постои сложена институционална рамка. Знаете ли зашто? Заради тоа што само до пред 2 години, односно 2,5 години, значи со мандатот на оваа влада, значи имаме покрај Дирекција за ТИРС и Агенција за странски инвестиции, имавме во владата и министри без ресор кои што беа задолжени на оваа проблематика и реално имаше кај инвеститорите дилема до пред 2,5 години на која врата треба да тропнат за да добијат одреден пристап информација, па понатаму договори. Да, долг период, например, анализирал ревизорот и констатира дека во еден период биле вклучени дури 5 институции. Со бројот на министри без ресор и во минатата влади, меѓутоа последните влади на нашиот политички опонент, бројот на да кажеме влезни точки бил можеби 7 или 8. И така е. Со последната влада министрите без ресор се укина, така што во моментот го имаме вице-премиерот задолжен за европски економски систем кој што да речеме врши политичка координација. Имаме 2 институции, институциите се многу, одма ќе ви кажам. И ние свесно влеговме во еден процес кој што го поддржува Европската унија, тоа е да ги интегрираме капацитетите на Агенцијата за странски инвестиции во Дирекцијата за ТИРС.
Зашто? Заради тоа што агенцијата по редот на нештата, по буџетите, бројот на вработени и ако сакате и по ефектите кои што ги прикажува во секојдневното работење, веројатно многу малку може да го оправда своето постоење. И ако сакаме да бидеме мал ефикасен систем кој што ќе пружи ефикасна поддршка на инвеститорите, треба да се завртиме према нас и да кажеме, оке, има ли потреба од постоење две институции? Нема, дајте ги споиме во една и да можеме да го развиеме тој систем понатаму. И тој процес веќе постои, бидејќи Европската унија реализира еден голем проект за рационализација на јавниот сектор, кој што веќе функционира втора, трета година. Ако не се лажеме, не е само во овој сегмент, во повеќе сегменти, каде што ќе има претопување на една во друга институција, дел од институциите ќе се укинат. Има политичка волја тоа да се случи, бидејќи владата веќе во неколку наврати изминатата година ги има разгледувано тие извештаи, веќе концептот е поставен. Дури мислам дека имаше и презентација пред неколку месеци за тоа што ќе се случи. Оно што во моментот ни треба можеби е дополнителен пуш да покрива политичка агенда која што постои во државата, уставни измени и така натаму. Дел од вниманието на владата се посвети на сегментот на реструктурирање, односно ова не е реструктурирање, ова е рационализација на јавниот сектор и така треба да ја комуницирам. Сега, знаејќи го сето ова, неодговорено од моја страна, кога ќе ни пристапи инвеститор, да кажам, чекајте ние да се реорганизираме дома, па после тоа да ви го посветиме вниманието. Наша цел е пред инвеститорот, кој да е, да прикажеме максимално можна ефикасност во дадените услови. И тоа како што гледате ни успеа, бидејќи не се само овие 3 договори кои што ги споменавте, че назад последните 2,5 години сме многу блиску до бројката од 1 милиарда евра ново склучени договори, што е еднаква на сето она што е остварено па во периодот од 2010 до 2020. Тоа значи дека успеваме со нашиот пристап кон инвеститорите да ја презентираме и таа нова реалност, дека има ефикасен систем во оваа држава кој што може да ги помогне да ги реализираат своите проекти. Ќе ви дадам само пример дека не се тоа само бројки на хартија. Во изминатите 2,5 години имаме, например, раст на бројот на работни места, значи 4.500 нови работни места се креирани во зоните. Тоа е повеќе од 35% раст во однос на она што сме го наследиле во 2020 година. Од 2017 до 2023 година имаме повеќе од 11.000 нови работни места во однос на 6.500 кои што сме ги наследиле во 2017 година. Значи работите се случуваат. Бројките се изводот ги споменавте. Додадената вредност, приходите во буџетот од минатата година во однос на 2021 имаме раст од некаде скоро 50%, можеби повеќе, врзано по кои категории гледаме, че веќе имаме 3,5 милиарди денари. Минатата година кои се влезени само по основ на придонеси и данок на добивка во буџетот во однос на 2 милиарди во 2021 година. Значи работите се случуваат, ефектите ги имаме. И нашата ориентираност кон практични работи и ефекти ни дава за уверување дека се тоа може понатаму го пресликаме во другите сегменти. Ќе ги анализираме овие бројки, она што ме интересира е што ве прашуваат инвеститорите кога одите надвор, бидејќи дома инвеститорите се групирани во различен вид на групации, дали генерално, дали од земјите од кои доаѓаат, имаме група на германски бизнисмени, панавстрски и така натаму. И постојано ова што го прочитав како забелешка во извештаите на Европската комисија го истакнуваат постојано. Што е она што еве последно на пример ве прашуваа во Белгија? Она што е важно да кажеме за инвеститорите, на последните 2 форуми што ги организиравме во Белгија, во соработка со претседателот на државата и министерот за економија, нормално, покрај достапноста на работна сила, пристапот до современа инфраструктура, пристапот до современи зелени енергетски решенија или изворна енергија. Меѓу другото беше нормално. Стабилноста, генерално, политичката стабилност на државата не се доведе во прашање. Че таа порака веќе сме испратиле кон инвеститорите не се, че назад години, без разлика на нашата, да кажем, она што дома ни се случува и каква е перцепцијата наша као граѓани во однос на тоа што се случува во собранието, впечатокот надвор дека станува збор за политички стабилна држава и верувам дека тоа така. Меѓутоа, општо стабилноста на самиот регион, безбедноста, посебно во контекст на сето она што се случува на 1000 километри од тука, е тема која што се отвара. Меѓутоа, членството во НАТО сега веќе ги дава очекуваните позитивни ефекти, бидејќи ако до пред 2 или 3 години беше отворено прашањето
како Македонија би се справила евентуално со такви безбедносни предизвици, тоа прашање веќе не се поставува. За разлика, да кажеме, од други земји во регионот кои што не се членки на НАТО. И тука Македонија има конкурентна предност, реално. Бидејќи еве тајванската компанија која што најголемата инвестиција досега од осамостувањето која што ја потпишавме пред месец дена, Македонија беше во конкуренција со соседна Србија. Една од предностите на нашата држава беше членството во НАТО. Реална предност, која што се брои на крајот во равенката и во сумарност. Она што исто така важно е предвидливоста на деловната клима, односно на правна рамка, меѓутоа во контекст на процесот на пристапување во ЕУ. Сега тука нормално, нашиот став е дека прво државата, меѓу другото и заради тоа што е земја кандидат од 2005 година, во добар дел има усогласено својата регулатива со ЕУ. Но во добар дел ќе треба да ја усогласува и голем дел од овие бенефиции веројатно нема да може. Не е така, не. Бидејќи вели ќе треба државата да ги оправдува во зависност од потребата, оправданоста. Тоа е една малку сложена дефиниција која што ја има во овој извештај на Европската комисија. Значи, во делот на бенефициите, односно шемата на поддршка која што обезбедува државата кон инвеститорите, генерално и кон домашните, бидејќи од 2017 година имаме закон за финансиска поддршка што дава финансиска поддршка за домашни инвестиции. Регулативата усогласена со таа со ЕУ. Сега во моментот и тече скринингот во тој дел на поглавијата, меѓутоа немаме. Нормално дека имаме домашна задача која што треба да работиме додека не станеме членка. Меѓутоа одстапувањето од европската регулатива не е значително во тој сегмент, напротив. Она што можеме да имаме прилагодување за режимот на безцаринско и безданочно работење во зоните, меѓутоа тоа многу лесно се прилагодува, така што и тоа го ставаме јасно и предвидливо при инвеститорите. Она што е важно е дека со самиот процес на пристапување во ЕУ имате предвидлив патокас на тоа која регулатива, кои закони се менуваат и како се менуваат. И тоа е сериозна додадена вредност. Тоа е, да речеме, сериозен аргумент плюс на Македонија како привлечна инвестициска дестинација, и тоа беше предмет на разговори, да кажеме, или прашања кои што сега ги добивавме од потенцијалните инвеститори на бизнес форумите во Белгија. Новата инвестиција во Кичево, и сега повторно доаѓаме до она што ние како граѓани се соочуваме, ако некој вечерва е петок, ако некој утре замине за Охрид, му треба 3,5 часа да патува. Новата инвестиција во Кичево ќе прво инфраструктурниот елемент, второ доаѓаме до она што беше специфично и кога се потпишуваше договорот на Јагео, тие рекоа квалитетната работна сила. Јагео ќе има на околу 3900 вработувања, оно што беше кажано за инвестицијата во Кичево, дека ќе бидат околу 600 вработени, меѓутоа со акцент на тоа дека кај нив тоа би требало да бидат главно високо квалификувани кадри. Сега, наспроти ова, ние го имаме се погласното заговарање на потребата дури и од увоз на работна сила од надвор, од трети земји, или пак сега опција која што се отвара со со отворен Балкан, тоа да биде некаде од соседите, но и соседите, особено Србија и Албанија, практично ние сме во постојан надпревар со нив за привлекување на инвеститори. Сите овие договори, сите овие крупни сделки за државата, една од придобивките која што ја носат покрај вработување приходи во буџет, се е тоа трансфер на технологија, се е тоа веројатно и тоа се случува. Меѓутоа, она што е важно и кое што не го комуницираме, меѓутоа добро да се каже. Сите тие проекти носат позитивен притисок. Не само за изградба на нова инфраструктура, него и за брзување на постојните проекти. Прават притисок за поинтензивно реформирање на системот и на високо и на средно образование, кое што во истиот тој извештај кај што читате е нотиран. Он е мисмеч помеѓу тоа што се произведува како кадар од образовниот систем и тоа што се реални потреби на пазар. Сите овие проекти прават притисок, сето тоа, знаете како процесите и во оваа држава и во регионот се случуваат. И не е проблемот дали нешто се случува во вистински правец, се движат во вистински правец. Оно што сите нас можеби
ајде, тежок збор, меѓутоа ќе го кажам, не фрустрира, е брзината. И јас верувам дека работите може да се случуваат побрзо, не подобро, се случуваат. Меѓутоа треба да се случуваат побрзо. Она што е предноста кај земјите на Централна и Источна Европа. 90-те години, кога влегле во процесот и кога дошле големи, крупни меѓународни компании, една од придобивките било тоа што тие помогнале и процесот на изградба на инфраструктура, вклучително и енергетска, не само патна, и процесот на реформирање на образовниот систем да случуваат побрзо. Што имате реална потреба. Конкретно ќе ви кажам сега, имавме посета минатата недела од представници на компанијата ЕГЕА. Дојдоа меѓу другото и во Штип. Да ги видат локациите, се договориме, не е важно, што треба инфраструктурно. Она што беше важно, остварија средба со ректоратот и деканите на Универзитетот во Штип, веќе, и остварија работна средба со дел од деканите на техничките универзитети во Скопје. Само секунда. Самиот факт дека имате сериозна, голем, глобален играч кој што доаѓа и се интересира и веќе покажува, дефинира кои се потребите. Веќе прави одреден, повторно кажам, тој е позитивен притисок. Работите и во тие и во рамки на овие универзитети се движат побрзо. Колку одговараат универзитетите? Бидејќи она што беше специфично од клучните луѓе кои што со случај со инвестицијата на ЕГЕО, кои што се задолжени за човековите ресурси, тие отворено кажаа дека тоа е сериозен план, бидејќи како групација имаат околу 20 развојно-истражувачки центри и дека имаат сериозен план да воспостават такви релации со дел од нашиве универзитети и објаснувањето беше сосема едноставно. Што добиваме ние? Да, ние ќе ги ловиме талентите. Тие таленти ќе добијат сигурна работа, не само во ЕГЕО Македонија, туку зависно од нивниот квалитет во сите други развојни центри. Она што ќе го добијат универзитетите е ресурси, модерни лаборатории, пристап до нова технологија. Колку и факултетите, односно високото образование, одговара на таквите, брзо на таквите повици, бидејќи во моментов сите податоци покажуваат дека средното образование многу побрзо се преориентираше со оние дуални паралелки, отколку факултети. Одлично. Значи, поентата е сосема на место и ме радува. Ако досега сме имале компании кои што повеќе внимание посветуваат во делот на skilled labor, стручна работа, не го знам соодветниот превод на македонски, меѓутоа се едно. Во делот на на работна сила која што повеќе одговара, со средно образование, квалификација. Да, тоа се и податоци дека барем досега фокусот и позитивниот притисок бил повеќе присутен таму. И добро заради тоа што бројките на паралелки во дуално образование доживуваат експлозија позитивна во изминативе неколку години. И бројот на компании кои што се Ама тоа е ефект на овој позитивен притисок што го зборувам. Сега имаме компании, ново развојно поглавје сме отворили, имаме компании кои што велат вака. Белгијанците исто така. Белгијанците велат вака. Средно образование да, меѓутоа многу ограничен. Ако досега да кажеме во повеќето од компаниите структурата на работната сила е 85% средно, 10% високо и останатото е менеджмент. Белгиската компанија има 10-15% средно, останатото е високо образование. Фактички притисокот сега се сели во делот на високообразовните институции, туку очекувам ист ефект. Ако врз средните училишта можело да се направи позитивен притисок и работите да се случуваат, истиот притисок, истото случување, истите ефекти ги очекуваме кај високото образование. Одма ќе ви кажам, првичните разговори, првичната реакција од нашите универзитети, Скопскиот и Штипскиот, беше многу позитивна. Инстант одговорија на барањето за средба и од нивна страна беа застапени на највисоко ниво. Тоа значи дека има интерес. Тоа е добро. Колку се спремни, господине Деспотовски, бидејќи актуелна е, ние во средата ја имавме и дебатата на идните ректори, например, кандидатите за идни ректори на Скопскиот универзитет, менувањето на наставните програми некако оди тешко. Сега, сето оно што се случува, сите тие барања на идните инвеститори се сосема спротивни со оно што е наш тренд. А трендовите велат. Инвестициите во истражувањето и иновациите од страна на државата изнесуваат само 0,38% од БДП.
Но имаме и уште еден специфичен податок, а тоа е дека до сега, значи ова се податоци заклучно 2021, бидејќи Европската унија прецизно бележи се во нејзините извештаи, ако внимателно се читаат. Учеството на приватниот сектор во вкупните трошоци за истражување и развој останува многу ниско или тоа е само 0,1% од БДП. Значи, ова во превод значи досега компаниите очекувале некој друг да ја заврши работата. И минатата година и оваа година, значи се поголем број на компании, дури од постојните кои зборам, оние што јас сум ги затекнал пред 2,5 години како наши клиенти, не тие што донесени во меѓувреме. Меѓутоа од постојните, секако од новите, скоро во секој нов инвестициски проект имате сегмент кој што подразбира некаков тип на развоен центар. Така што ако до 2021 сме имале ситуација каде што вложувањата се многу ниски, јас повторно кажам, значи и домашните компании ги охрабруваат во тоа да работат и дел од големите веќе го прават тоа. Се разбереме, вчера мислам дека имаше презентација на една инвестиција во делот на енергетиката на компанија која што стварно вложува во тој сектор. Меѓутоа, знаете како 2 или 3 компании не може да сменат приказната. Меѓутоа 2 или 3 проекта што носат 150, 200, 300 милиона или ангажираат 10.000 луѓе, ќе го имаат ефектот врз тоа, затоа што кажувам, сите тие прават некој позитивен притисок на системот да може работите да се случуваат побрзо. Бидејќи знаете како, ако ние како политичари сме излезли, сме кажале 4.000 нови работни места отвара Гео, или не знам, АБ отвара 600, или не знам кој отвара 1000. И ако во фаза на реализација се соочиме со ваков тип на проблеми, и мене како директор, ќе ми биде многу полесно пред владата, пред министерот за образование или кој да е, да направам и јас обид и притисок, работите се случуваат побрзо, што на крајот на денот од тоа зависи дали ќе си го исполниме ветувањето или не. Затоа што многу лесно може да се случи, ако ние сме бавни, тие 4.000 луѓе кои што треба да се вработат за 2 години, се вработат за 10. Тоа не е добро. Повторно кажам, win-win ситуација кај двете страни, крупниве проекти не возможуваат работите ги движиме брзо и верувам дека тоа веќе се случува. Меѓутоа верувам дека се случува со уште подобра динамика. Колку сето ова повторно почнуваат тие контакти, некои компании веќе работат со универзитетите, иако тоа е во зачеток, всушност ќе го менува и треба да го менува образовниот процес каде што оние сега постојни дипломски трудови на хартија кои што се теоретски писанија ќе бидат врзани со конкретна практична работа во одредени компании, кога на крајот не само таа компанија, туку идните студенти ќе се соочат со тоа дека кога ќе го завршат тој дипломски труд, практично тие ловци на таленти ќе добијат 4-5 различни понуди за работа, поради кои што принцип поради кој всушност и нашите млади кои што заминуваат ретко се враќаат дом. Мислам дека дипломскиот труд е на крај. Ние сега имавме ситуација, имавме посета на една од компаниите во зоните, група на студенти беше од Штипскиот универзитет, делот на логистика, не е ни важно, каде што веќе добија, збориме студенти од првиот трета година, че имаат уште да. Меѓутоа веќе им беше презентирана програма за практична работа. Тоа значи дека компаниите не само што ги чекаат да завршат, туку се враќаат многу порано во процесот на образование и они подготвуваат кадар кој што е, повторно кажам, за многу, повторно кажам, 2 или 3 години пред да заврши. Така да кога ќе дојдат оние моментот до дипломски труд, мислам дека работата ќе биде многу лесна. Зборам за студентите веќе. А самите компании веќе ќе има, да кажеме, определено кој од тие 10, 15, 20, 30, 50, 100 деца кои што го поминале тој процес може да ги ангажираат. И пак повторно кажам, не сме го измислили ние тој модел. Тој модел постои секаде во светот. Ние го охрабривме да може да се случува. И низ вакви инвестиции се случува. Колку пак едните ќе се следат со другите, бидејќи особено овие последни покрупни инвестиции, еве и со Агео, која што е една сериозна меѓународна корпорација, ова со белгијците, тие се врзани и со рокови. Сега кога
ќе ја видите сета таа, како што вие ја нарекувате, технологија на 21. век, како функционира во пракса, и сето тоа треба да го пресликате со околу 3900 вработени, од кои што најголемиот дел би биле во Штип. Се прашувате, ќе биде ли можно? Од каде? Значи, прво универзитетот во Штип генерира голем број на млади луѓе од целиот источен регион во државата. Значи, тука збориме за многу повеќе од 3000 луѓе. Тоа е прво. Второ, ја навистина верувам, не навистина верувам, знам. Јас сум татко на 3 деца. Прво, меѓутоа имаме паметни деца. Сериозно паметни деца. И тоа не е исклучок, тоа е мера која прашате правил. Нашата цел е, како повторно кажам, како одговорни политичари, како на нив да им понудиме, може би не истото што го имаат во Западна Европа, меѓутоа нешто слично. Целта е европските работни места стигнат тука. Така да не сум ја загрижен од аспект на тоа дали ние како држава, како општество, како млади луѓе, не ја како млад човек, него децава кои што ги имаме, ќе одговорат на потребите на компанијата. Тежиштето, одговорноста е во институциите, во дирекцијата, во владата, да може, повторно кажам, сите тие процеси кои што знаеме дека мора да се случат, за да можеме компанијата која што има практични потреби и децата кои што имаат памет доволно, да можеме ги ставиме на едно место. Тоа е се. Али тежиштето е кај нас и одговорноста е кај нас. И на крајот, ако не се случи одговорноста, и виновни ќе бидеме само ние, не децата, што ќе избегаат, ниту компанијата која што нема ги реализира плановите. И така кога ќе ги поставиме работите, без да си бараме изговори дека младиве луѓе си одат од државата, не си одат од државата затоа што така им текнало кога биле млади. Него има причина. И бидејќи препознаваме таа причина, повторно кажам, како одговорни политичари, треба да си поставиме приоритети. Затоа велам ја, мене ми е најлесно да искочам во јавност да кажам, Боби, знаете како комплексни се реформите во образованието. Знаеме да во ред. Мене не ме ставиле тука за да ви кажам кој е проблемот, ја добивам плата за да понудам решение. Да, но колку го имаме тој пристап генерално, бидејќи еве пак ќе се вратам, нема оправдување. Во однос на секторските политики, вели Европската комисија, индустријската стратегија се фокусира на производствена индустрија без секторски приоритети. Во текот на процесот на развивање стратегијата за паметна специализација беа идентификувани следниве сектори: паметно земјоделство, прехранбена индустрија и индустрија 4.0, која опфаќа механичката, металопреработувачката и административната индустрија, и како и паметни згради и материјали. Јас се сеќавам дека кога оваа власт ја презеде власта, тука имавме една дебата на уште една стратегија која што тогаш во својство на истражувач ангажиран од меѓународната заедница ја изработуваше сегашниот министер за финансии Фатмир Бесими. Стратегијата беше за потребата од секторска диференцијација, за која што ми се чини дека ние се уште говорим. Да го разберам што е секторска диференцијација, але знам што е дефинирање на клучните сектори во кои што ние ќе се развиваме. Стратегијата за паметна специализација за жал се работи, за жал кажам, повторно се работи повеќе години. Повторно кажам, не е причина и не е изговор ако немаме стратегија да не работиме. Затоа што, повторно кажам, што е целта на нашата работа? Работни места, добра плата. У даден момент, кога ќе имаме ние стратегија за паметна специализација, па ќе кажеме, видете вака. Иако искрено не сум ни сигурен баш дека треба да чекаме стратегија, знаејќи кои се индустриите на 21 век кои што носат до висока додадена вредност и плаќаат плати. Меѓутоа, у даден момент кога ќе имаме стратегија, мене нема никаков проблем да применуваме. Ако таа стратегија покаже дека пример се треба вложуваме во, не знам, она што викате вие паметно земјоделие, ќе отираме тоа, не е спорно. Меѓутоа, таа стратегија повеќе треба на државата, Министерството за финансии, кога ќе седне, кога ќе го погледне буџетот на купче, да каже нема да распределувам средства на 15 места, ќе ги ставам на 5. Меѓутоа, повторно кажам, во сегментот на поттикнување на инвестиции домашните странски релевантно, фокусот е многу едноставен. И она што е исто така сметам наша конкурентска предност во однос на соседите, не го комплицираме многу. Во на сите разговори првото што го кажуваме е следно: мене ме интересира да ги видам приходите потенцијални во буџетот, односно да видам кога ќе ги вратите парите што ќе ви ги даваме како држава, и второ, колку луѓе ќе вработите и какви се платите. И нормално си провериме дали компанијата која што го прави тоа има капацитет тоа да го испорачи или не.
Понатаму да навлегуваме дали тоа подразбира дејност, нормално да биде да не ја загадуваат човековата околина. Меѓутоа сите останати елементи е следно ниво кое што можеме да го применуваме кога ќе имаме таа стратегија. Меѓутоа повторно кажам, таа стратегија не е поврзана само со инвестиции, поврзана и многу погенерално со други процеси. Многу пауки или контроверзии, оправдани или не, особено во минатото ги следува инвестициите по државната помош во развојните зони. Повторно ќе се вратам, ревизорскиот извештај покажува дека 2017-2021, значи мерено е од 2015, меѓутоа многу податоци тогаш се давани без никакви правила и така натаму, дека вкупната државна помош, пресметал ревизорот, во тој период изнесува 75,5 милиони евра во компаниите во индустријските развојни зони. Она што вие се обидувате да го поедноставите, ќе речете за 1 евро исплатено од државата, ТИРС компаниите враќаат во буџетот најмалку 4 евра. Да, 4,5. И сега повторно некој ќе ве праша, да, ама вие се им овозможувате, што се овие всушност овие 4 евра кои што ги враќаат и колку овие 75 милиони кои веројатно сега се зголемени, всушност се вредно вложени. Прво немаме проблем со транспарентност и тоа оваа влада во 2017 година го вети и го испорача. Значи податоците во однос на исплатена државна помош ние ги објавуваме на крајот на годината. Значи не чекаме да заврши буџетскиот циклус, него пред крајот на годината кажуваме оваа година преку буџетот на ТИРС се исплатени толку и толку, не е важно. Меѓутоа се исплатени. Структурата на договорите е јасна, значи при потпишување на договор точно кажуваме компанијата добива, не знам, не е битно, 10 милиона, 15 милиона, не е важно, значи ги кажуваме бројките. Многу е важно, кога зборуваме со бројки и кога кажуваме кој колку добива, треба да кажеме и колку добиваме назад. И така е често. Многу е лошо да знаете како, и 5 милиона ако кажам дека сме дале, а при тоа не сме добили ништо, е многу. 5 милиона денара, не 5 милиона евра. 70, веројатно точен податокот, пошто ние сме го дале 2017-2021, на 75 милиони исплатени, меѓутоа само минатата година, 2022, со односот на исплатени и уплатени, значи исплатени од наша страна 1, вратени назад 4,5 евро. Тоа е реално. Тоа значи дека државата приходува и тоа приходува сериозно. Тоа значи дека се прелеваат, минатата година имаме 3,5 милиарди денари приходи по тоа. А исплатени се 700 и нема држата збор скоро 800 милиона денари. Тоа значи дека разликата од 2 милиарди и пол, не е битно колку е да не делкаме, од милиарди и пол денари отишло за друго. Односно, извинете, 2,5 милиарди денари отишла за образование, за здравство, за инфраструктура. Да, има возможуваме, све се согласувам. Имаат регулирана инфраструктура, имаат земјиште по долгорочен најем, имаат услуга од наша страна, која што подразбира полеса пристап до останати јавни услуги од другите институции. И мене ми е целта, ако тоа веќе функционира така, и ако имаме ваков ефект кој што имаме, истото го возможиме на домашните компании. И заради тоа најавивме веќе дека од средината на годината фокусот, наравно, не викам дека целосно ќе ги забораваме странските, да не се разбереме погрешно, меѓутоа фокусот го дополнуваме со домашните средни и големи компании. Ќе објавиме големи инвестиции на домашна голема компанија и ќе кажеме да ова е можно вака, повелете си тоа станат. Велам, средни и големи, за мали и средни, односно за микро и мали, постои фондот за иновации, може да функционираат понатаму, меѓутоа средните и големите веќе и по регулатива може да бидат наши клиенти, иако мене ако ме прашате лично, во следните 3 или 5 години треба сериозно да размислиме и да спроведеме еден друг концепт, а тоа е пристап до инфраструктурни услуги, енергетика и генерално финансиските средства и поддршката се горе-долу изедначени, да биде достапен за било која компанија на било кој парче од држава. Бидејќи лично сметам дека е малку оправдано да на држава и територија токава каква што сме, да функционираат 14 изолирани зони во кои што важат правила. Правилата се тие. Меѓутоа во кои што важат многу подобри услови него во останатиот дел. Ја не спорам ништо дека компанија што доаѓа вложува 200-300 милиона подготвува инвестиција која што тежи скоро 300. Не велам дека не треба да добие дополнителен преференцијален третман, тоа го има сегду светот и нормално е така.
Меѓутоа нема причина она што повторно кажам, го има како на пример, ќе ви кажам многу едноставна работа. Во рамки на зоните за да започнете со градба, ви треба идеен проект. Па добивате 6, можете да градите, добивате одобрение, имате 6 месеци да изработите основен проект. Во рамките на зоните добивате многу едноставен пристап до земјиште со регулирани сопстенички права. И инфраструктура. Изградена инфраструктура, пристап до зелена енергија. Никаква логика нема, никаква причина нема, и тоа веќе го промовиравме со измените на законот за индустријски зони кои што се надевам дека брзо ќе стигнат на владена седница. За дел од постојните зони, не се правен субјект, меѓутоа се зони, кои што постојат во државата и кои што оперираат поголем број на домашни компании. Истите ти услови ги пресликаме таму. Бидејќи ако инвеститор со истите пари се реши да отиде некаде на друго место, ќе му требаат околу 2 години само да направи трансформација на, ако е тоа земјоделско земјиште, значи му отидоа 2-3 години и кога ќе ги види процедурите и ќе се откаже. Така да овие се процедури кои што не се поврзани со непосредната финансиска поддршка, меѓутоа голема дел олеснуваат. Знаејќи го тоа и знаејќи кои се предизвиците на домашните компании надвор од зоните, сметам дека е оправдано тие услови да им ги понудиме на нив. Велите заклучно со април извозот во ТИРС достигна 1,230 милиарди евра. Само во април компаниите реализирале извоз од 277 милиони евра или за 12% повеќе споредено со лани минатата година. И сега, колку е увозот во исто време за да дојдеме до она што е чиста додадена вредност. Значи во 4 месеци од годинава, само и немам податоци уште, 4 месеци од годинава мислам дека нето извозот е близу 15%. Што е највисоко во последниве 3 години. Разликата меѓу увозот и извозот, 15%. Че увозот треба да расте, нормално затоа што расте извоз. Меѓутоа разликата на што остана во државата е некаде 15%. Каде се сега тука домашните компании? Рековте дека предвидувате нова програма. Каде се домашните компании не само како инвеститори, пошто условите се релативно избалансирани, иако за домашните, особено за малите и средните предпријатија, има друга програма која што ја тера и владата, сега се актуелни услугите. Меѓутоа остана впечаток е дека остана она празнина на директна соработка со постојните компании во зоните. Дали постои толку јас во структурата на домашната економија за да не можат да се најдат, или едноставно е за голем дел од компаниите поедноставно да ги увезат со своите суровини од Па не е поедноставно, особено не сега со предизвиците поврзани со синџирите за снабдување. И можам да кажам дека добар дел од овие, ајде да кажеме, понови инвеститори кои што ги имаме, секогаш го поставуваат прашањето за обезбедување на локално снабдување со она што им е потребно. Не зборам тука услуги, превоз, кетеринг и така натаму. Не, говориме за оние снабдувачи. Еве ќе одам конкретно. Ја Гео рекоа дека нам би ни требале околу најмалку 4 сериозни локални партнери кои што би биле во нашиот ланец на снабдување со компоненти. Доколку не успееме да ги најдеме, тоа би значило дека ќе би можеле да донесеме 4 од нашите постојани партнери, но прво ќе се обидеме да ги најдеме во Македонија. Значи постои предизвик, не би го кажал проблем, помеѓу она што го имаме како структура на производство и квалитет. Генерално зборам. Има навистина компании кои што навистина работат спектакуларно добро, зборам кај домашните компании. И извезуваат и се супер. Меѓутоа, тие се повеќе исклучок што го потврдуваат правилото дека реално има проблем со структурата, предизвик, квалитетот, процесите и така натаму. Чиња. Во минатото се правеле напори. И оваа влада и претходната влада не е важно, че се правеле напори. Меѓутоа, ono што сметам дека недостасувало е тоа што компаниите им било возможна поддршка во смисла на тоа да се едуцираат, да се изградат капацитети, да се изработат инвестициските планови, за како компаниите да се унапредат технолошки и со нова опрема, меѓутоа и со човечки потенцијал, кадар, за да може да одговорат на потребите за квалитет на овие големи меѓународни компании.
Меѓутоа мислам дека она што недостасувало е конкретна поддршка. Бидејќи јас можам да ве едуцирам за се што треба, меѓутоа на крајот на денот ако ви оставам на вас потето вие да го спроведете сам со своји финансиски средства или ако треба да се обратите у домашна банка, не сум сигурен. Така што сега со меѓународната финансиска корпорација која што дел од Светската банка разработивме една програма во која што селектиран број на домашни компании, зборуваме за 10 на 15 во прва фаза, значи нема да биде тоа масовно, по потреби упатства конкретни на дел од странскиве компании, ќе изработат своји проекти за унапредување на технологиите, унапредување на потенцијалот што го имаат во делот на човековите ресурси и за тоа ќе добијат финансирање, ќе да ги спроведат, за да може тие прво да се вклучат во овие supply chains. Ако тоа помине како модел и ако даде резултат, и ако знаеме дека наредните 2 или 3 години бројот на договори, ако биле 5, сега се 55, ако соработката била на ниво на пример 5 милиона евра, станала 55 милиони евра, во тој случај таа програма ќе расшириме и ќе опфатиме поголем број на домашни компании, бидејќи не со збору, значи нема друг начин како да ги убедиме домашните компании, освен ако не им пружиме конкретна поддршка во тој сегмент. Ќе ја презентираме таа програма, повторно кажам се у мал милион на други работи кои се случуваат. Ова сметаме дека е важно. Што всушност и недостасува, бидејќи процедурите кај нашите банки се практично невозможни. Да, меѓутоа ако постојано државата ускокнува во делот на пазарот кој што треба да го окупираат финансиските институции, тоа и не е добро. Меѓутоа, во овој случај AFC голема меѓународна светска банка, кој што влегува со своји средства, така што да кажеме дека државата има ограничено учество тука. Ние да кажеме посочуваме на потреби, го даваме нашиот институционален капацитет тоа да се случи. Даваме нешто и финансиски средства, меѓутоа грот од парите треба да дојдат од Светската банка. И тоа е окей. Меѓутоа, ако тоа покаже резултат, нема никаква причина домашниот финансиски сектор да не се вклучи да не даде средства. И знаете како, и тука е позитивниот притисок кој што го велам. Не е само образовниот систем, не е само државата, инфраструктурата. И во сегментот на финансии, ако е приватен сектор, и домашните финансиски институции треба да се прилагодат на тие потреби да овозможат финансиски средства по многу подобри услови отколку тие што ги овозможуваат сега. Колку тука се работи на тоа вклопување на сите тие извори на финансирање, особено и со она што доаѓа и се го имаме, а и би требало уште повеќе да го имаме како ресурс со процесот на пристапување во Европската Унија, бидејќи се чини дека сега голем дел од тие средства повторно заради домашниот финансиски систем тешко доаѓа до крајните Па ја мислам дека средствата што доаѓа да кажеме од меѓународните финансиски институции кои се канализираат преку Развојната банка, мислам дека доста добро се процесираат во економијата. Она што успев да го слушнам сега законот, да кажеме што е блокирано собрание за задолжување кон Европската инвестициона банка за 100 милиони евра, дава доста конкурентни каматни стапки во однос на тоа што сега условите за финансирање. Така да не мислам дека тој впечаток дека тие пари тешко доаѓате на вистина така. Може би се недоволно. Зашто? Бидејќи ако имате интерес од 1000 да добиле само 100, во тој случај нормално останатите 900 сметаат дека тешко стигнуваат пари. Така што наша цел треба да биде и во рамки на тој процес на преговори, бидејќи знае преговорите не се дали сакаме или не сакаме нешто да направиме. Преговорите се ќе го направиме меѓутоа кога и колку Европската унија е подготвена тоа да го финансира. Во рамки на тие преговори можеби треба да бидеме доволно настојчиви да поголем дел од тие финансиски средства можеби не идат за јакнење на институционални капацитети, бидејќи тоа се случува на нас за 20 години, можеби поголем дел од тие средства треба да завршуваат во високообразовниот систем, инфраструктурни проекти кои што секако треба да се случуваат во оваа фаза и нормално средства за директна поддршка на домашната економија, бидејќи тоа генерира пари во буџетот после кои што може да се користат за сите останати работи. Кратка пауза за реклами и се враќаме со разговорот. Јован Деспотовски, директор на ТИРС, гостувам во вечерашната топ тема. Господине Деспотовски, на почетокот најавив во една од последниот низ на објавување на
статистички податици од страна на ТИРС, споменавте и раст на платите. Законот за минимална плата реши некако голем дел од проблемите кои што порано ги имаше во ТИРС, но во јавноста останува оној дел од тој впечаток дека тоа се главно сурови феудални експлоататори. Сега кога вие ќе споменете дека има раст на просечната плата дури поголем од она на државно ниво, ви треба сериозни бројки за подкрепа кои што граѓаните ќе ги сватат. Бројките се од годишните сметки на самите компании кои се достапни во централниот регистар, така што не ги генерираме ние, него само ги составуваме, ги презентираме. Некои аналитичари, па дури и опозицијата знае да рече, добро, ама иако тоа го премолчуваче во нејзино време, дека е последна која што има право да и сам имаат право да коментираат сега, меѓутоа они се последни кои што треба да кажат дали се платите соодветни или не соодветни, бидејќи ние дадовме приоритет на високите плати. Ако имаше приоритет претходно да фрламе лопати да се сликаме, ние многу јасно им кажуваме на инвеститорите што не е важно. На првата средна, а тоа е плати. Плати нормално приходи у буџет, фала Богу. Бидејќи знае дека кога тоа ќе вложи некој 300 милиони, 400, 500, пола милиарда, не е битно. Тие средства се на инвеститорот, тие не се на граѓаните, не се на општеството, не се мои и ваши. Што е бенефитот за државата е клучно прашање. Тоа прашање кое што за жал 20 години оперираме со тема странски инвестиции во државата, во последните 2 години успеаме некако да го се поедноставуваше дека вие велите да тоа се гледа од завршните сметки, па некој ќе рече да во завршните сметки влегуваат и огромните менаџерски плати, бонуси што ги делат и не може да се дојде до минимално точните бројки, па некој на друг на 17.000 луѓе кои што се вработени. Имате колку менаџери имате? 50, 100? Дали стварно мислите дека колку милиони евра треба да земаат плата за да влијаат врз бројките? Значи, небулоза. Не е важно. Последниве 2 години ставивме акцент на тоа кои се придобивките за државата, платите се едно од двете. Реков, приходите у буџетот, платите на луѓето. Растот постои. Дали е доволен? Не. Дали се доволно нивото на платите? Апсолутно не. Ја кога ги презентираме, кажам да, задоволство ме што ќе кажам дека имаме раст кој што е подинамичен од растот во националната економија. И тоа не го кажам тоа со насмевка на лице, ниту мислам дека сум ја постигнал мојата цел. Не. Ќе постигнеме целта тогаш кога имаме како што имаме сега со значи белгијанците реално плаќаат и они немаат проблем. Значи они немаат проблем во разговорите да го испочитуваат тоа што го кажам и да стават 1600 евра, попрецизен податок 1580, бруто плата на почеток. Значи може. Така? Ја гео исто така. Во ниту еден сегмент од разговорите не се постои прашањето на платите. Ко кажавме на почеток, си доставија структура, нема проблем. Тоа значи дека можело така. Јас пак ја кажам, може би пред 15 години или пред 10, кога била невработеноста 25-30%, имала некаква оправданост. Државата по секоја цена да носи било кого само да вработува луѓе. Океј. Ама тоа било пред 15 години. Дали треба Македонија 15 години да седи исто место? За да може нашиот политички опонент да се чувствува комотен дека некој не работи подобро од нив. На крајот на денот мене не ми е важно да се споредам со било кој пред мене. Мене ми е важно тоа што за тоа што државата ме плаќа, е повисока плата сега од претходно, да го оправдам и да испорачам резултат. Џабе ви се на вас 5000 или 10.000 работни места ако луѓето земаат 20.000 денари плата. Ова бара и политики на континуитет кој што нам не се недостаток. Не, ама стандардите што ги наметнуваме сега. Знаете како луѓето кога се научат дека може поголема плата се зема. Ја верувам сега дека притисокот на јавноста ќе биде поголем врз кој да седи утре на ова место или у влада министер или премиер. Нема враќање назад. Само ни треба доволно долго време да можеме ова да го презентираме, луѓето да го сватат, да го разбираат бидејќи станува збор за плати, и едноставно да нема враќање назад. 21 век е. Македонија сакала или некој географски дел од Европа. Нема оправдување за плати од 20.000 денари. Зборувам за плати, особено во компанија кој што добива државна поддршка. И тоа треба да ни биде на сите јасно. Што е следното што можеме да го очекуваме? 14 тирзови,
Долго време во најава е зелената зона во Гевгелија. Тетово, ајде... Не е во најава, него е во подготовка зелената зона. За Тетово не подпишавме, во Тетово условно е подпишано отуѓување, односно јавно-приватно партнерство. Добро. Јавно-приватно партнерство кое што предизвикува многу контроверзи, поголеми дури и од оние за електричните возила. До кај се електричните возила? Подпиша договор минатата недела за изградба и за закуп на објект, така што мислам дека многу брзо ќе се движиме со реализација. Комплексен е проектот навистина многу. Имаше доста елементи кои што го отежна процесот на обезбедување на финансирање, особено кај домашните банки, предизвикано пред се и со, би кажал, имам делумно разбирање за реакцијата на дел од јавноста за самиот проект, меѓутоа делумно и немам, искрен да видам, меѓутоа сето тоа придонесе се создаде една благо негативна слика која што влијаеше понатаму, па не само компанијата, но и домашните градежни компании да имаат проблем со обезбедување на финансиски средства од банките. Да се разбереме, значи не е и тоа е секаде така, и секогаш така. Значи не е секогаш она што е реално на пазарот, туку и очекувањата на луѓето кои што ги креираат условите за финансирање. Меѓутоа се заврши процесот, мислам дека брзо ќе почне да се оградба, не бегам од темата апсолутно и верувам дека проектот може да биде успешен за државата. Во однос на самиот договор за јавно-приватно партнерство, топката е секај институции како обвинителство и така натаму, така да нека си го тера тоа, да аспект на оперативно работење, она што ми е на мене важно е да имаме земјишна инфраструктура in place, за да може електрични возила да се стартува со град. Како обвинителство дека ќе реши во самиот договор, тоа е стварно нивна работа, јас не навлегувам во сето тоа. Во однос на зелената зона со Гевгелија, процесот го стартувавме, во принцип избран и како се вика трансакцијски советник, имаме супер соработка со Светската банка на таа тема. Светската банка на база на тој модел веќе мапира уште алтернативни локации во Западен Балкан каде што може истиот тој концепт на зелена зона да се реплицира. Мислам дека релативно брзо ќе идеме со објава на јавниот повик за приватен партнер, така што ќе се случува. Знае дека како повторно кажам, мал милион на други работи се случуваат, на кои што прифаќам дека даваме приоритет, например, на договорот со ЕГИ, нормално дека ќе даваме приоритет. Повеќе, но тоа ќе се случи секако. Што е следното што може да се очекува, особено во однос на домашните компании? Најавивте голема домашна компанија со голема инвестиција. И што е оној пакетчо кој што велите, кој што треба да ги сите оние елементи кои што постојат и во регулатива, меѓутоа и во наша пракса. Ќе го ставивме на едно ливче на хартија и со една комуникацијска убава кампања во соработка со Стопанската комора и останатите секако, ќе се обидеме да ги одоловиме на домашните инвестиции. Значи, не измислуваме топла вода, она што постои како регулатива, она што го воспоставивме како пракса, а ќе ја потврдиме со големата домашна инвестиција, она што постои како неискористен потенцијал од 14 зони што ги спомнавте, 8 се функционални, 6 немаат клиенти, го ставаме на едно место и преку присуство пред компаниите на терен, не во мојата канцеларија, да се обидеме да ги охрабриме да размислуваат. Бидејќи верувам дека се добар дел од нив неинформиран за тоа што постои, затоа велам, наша задача е не да им кажеме читете си ги законите па дојдете, него да им кажеме ова постои за вас, повелете да ви помогне. Ви благодарам што вечерва бевте гостин во таа тема. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телно.